Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во нашата e-училница на часот по македонски јазик, на кој јас ги повикувам учениците од 5-то оделение за заедно да ја обработиме песната "На секаде празник". Цели кои вие учениците треба да ги усвоите на овој час би биле да ја разберете и доживеете содржината на песната и да извлечете поука од песната, да сакате да учите едни за други, да запознаете некои обичаи при прославување на верски празник кај муслиманите и христијаните, да го проширите вокабуларот со нови зборови и изрази. Досега многу често сме говореле дека ние луѓето меѓу себе имаме многу разлики и многу сличности. На овој час ќе се запознаеме со сличностите и разликите во празнувањето на муслимански и христијански празник, поточно на Бајрам како муслимански празник и Великден како христијански празник. Она што верувам дека сите ќе го забележите во текот на часот се сличностите кои постојат меѓу религиите, за што говорат повеќе факти, но ние ќе наброиме неколку, меѓу кои верските објекти. И муслиманите и христијаните посетуваат верски објекти кои различно се именувани и различно изгледаат. И тоа џамија кај муслиманите, а црква кај христијаните. Ако ги погледнеме сликите, ќе забележиме дека кај нив во надворешниот изглед постојат некои разлики, но ќе забележиме дека постојат многу повеќе сличности. Понатаму, во двете религии има свештени лица кои духовно ги водат луѓето и ги вршат сите традиционални обреди во верските објекти. Тоа е поп кај христијаните, а оџа кај муслиманите. Секоја религија има своја света книга, која ги поучува луѓето на Божиите закони, правила и заповеди. Куран кај муслиманите, Библија кај христијаните. Религиите имаат и свои верски символи. Тоа е крст кај христијаните, а месечина и ѕвезда кај муслиманите. А сега, преку стихови ќе се запознаеме со чувствата, прославувањето и поздравувањето при прославување на двата најголеми верски празници Бајрам и Великден. Јас најпрво ќе ви ја прочитам песната посветена на празникот Бајрам, а потоа ќе ја прочитам песната посветена на празникот Великден. Во овие бајрамски мигови се насмевнува лицето на муслиманот. Денес има празник исламскиот свет. Читаат Куран и учат езани. Со гордост го испративме Рамазанот полн со изобилства, со ибадет и зикр кон Бога, поминуваат деновите од годината. Сета природа на нејзин начин го возвишува вистинскиот Бог. Месечината свети, сонцето сјае, слави земјата, слави и небото. Во секоја муслиманска куќа се пружа софрата на Бајрамот. Братот го поздравува својот брат. Среќен Бајрам за многу години. А сега песната посветена на Великден. Великден е празник над празниците. За секој православен христијанин празник најличен. Ден кога се слави Христовото воскресение. Ден кога се слави победата на доброто над злото. Сета природа на нејзин начин го возвишува вистинскиот Бог. Месечината свети, сонцето сјае, слави земјата, слави и небото.
Во сечиј дом се фарбаат јајца во црвена боја. Секој христијанин што од литургија се врати, на свечена трпеза саканите ги кани. А поздравот великденски налик е на песна. Сите со насмев си велиме: Христос воскресна, навистина воскресна. Сигурно слушнавте и некои непознати зборови. Јас ќе ги објаснам оние кои сметам дека недоволно ги разбирате. Во училиште непознатите зборови ги запишуваме на хамер според техниката ѕид на зборови, со што постојано го збогатуваме вокабуларот со нови зборови. Вие можете да ги препишете овие зборови во вашите тетрадки. Најпрво ќе го објаснам значењето на зборовите кои се употребени во песната посветена на Бајрам. Куран е свето писмо кај муслиманите. Рамазан е период од 1 месец пред празникот Бајрам, во кој се почитуваат одредени Божји правила. Езан е повик за молитва што се слуша од џамијата. Ибадет се постапки на луѓето според Божјите закони. Зикр е молитва. А сега значењето на зборовите кои беа употребени во песната посветена на Великден. Воскресна значи ја победи смртта, односно оживеа. Литургија значи црковно поучување за Божјите заповеди, молитви и слично. Сега можеме да преминеме на заедничка анализа на песните. Најпрво ќе анализираме песната посветена на празникот Бајрам. Додека ја читавме содржината на песната, сигурно сите забележавте дека основен мотив во песната беше прослава на празникот Бајрам. Како поетски слики кои што можеме да ги запишеме за оваа песна би биле: за првата строфа со насмевка и гордост се испраќа Рамазанот. За втората строфа слави земјата, слави и небото. За третата строфа свечен ручек и празничен поздрав за Бајрам. Во песната, пак посветена на празникот Великден, сигурно забележавте дека основен мотив во песната беше прослава на празникот Великден. Поетски слики. За првата строфа би можеле да запишеме: со радост и гордост секој христијанин го слави Христовото воскресение. За втората строфа слави земјата, слави и небото. И за третата строфа свечен ручек и великденски поздрав за Великден. Сигурно сите забележавте дека втората строфа во двете песни е заедничка, што значи дека во празнувањето природата се однесува на ист начин спрема двата празници, односно двата празници ги слават и земјата и небото. Се надевам дека двете песни кај секој од вас предизвикаа позитивни чувства. Сигурно секој се пронајде себе си и своите сакани во стиховите на овие песни. Според тоа би можеле да извлечеме заеднички заклучок дека религиите, иако различни, не поучуваат на исти работи, и тоа да бидеме добри луѓе, да си помагаме меѓу себе, да се почитуваме, да имаме здравје, среќа и берекет. Понатаму ќе добиете насоки за самостојна реализација на активности како домашна задача. Може да ги изработите сите 3 задолженија или да одберете најмалку една активност, секако според вашиот интерес. Најпрво, знаеме дека
Кај секоја активност има правила кои треба да се почитуваат. Така и при прославувањето на верските празници постојат одредени правила или обичаи кои треба да ги почитуваат нејзините припадници. За реализација на оваа активност, вие, драги ученици, во вашите тетрадки нацртајте Т-табела. Заедно ќе почнеме, а потоа вие ќе продолжите со дополнување на табелата. За поуспешно извршување на задачата може да го користите личното искуство, да пребарувате на интернет или да поразговарате со возрастните. Во Т-табелата јас од левата страна ги ставив правилата за прослава на Бајрам кај муслиманите, а од десната страна во Т-табелата ќе ги запишуваме правилата за прослава на Великден кај христијаните. Најпрво, како прво правило, односно прв обичај, е дека секој муслиман се подготвува што подобро да го пречека Бајрам според своите можности. Исто така, обичај кај христијаните е дека секој христијанин се подготвува што подобро да го пречека Великден според своите можности. Па можеме да забележиме дека и муслиманите и христијаните се подготвуваат на најдобар начин да го пречекаат својот празник. Кај христијаните има обичај додека трае великденскиот пост, тие да даваат прилог во црквите, кој потоа се дели на посиромашните граѓани. Вие, драги ученици, имате за задача да запишете каков е обичајот во тој поглед кај муслиманите. А муслиманите пак за време на 3 празнични дена ги посетуваат своите роднини и пријателите. Вие треба да запишете што прават христијаните во тој поглед. Дали можеби и тие ги посетуваат своите роднини и пријателите за време на празникот. А потоа додадете уште по 2 правила или по 2 обичаи кои што важат кај муслиманите и кај христијаните. Како втора активност ќе биде да творите песна, односно акростих за поимите Бајрам и Великден. Јас најпрво ќе потсетам што беше акростих. Односно, акростих е песна во која почетните букви од стиховите, читани од доскора надолу, ни даваат некој збор, односно поим. Нашите акростихови ќе бидат Бајрам и Великден. Јас, запишав како треба да изгледаат вашите акростихови и за 2 песни помогнав со 2 стихови. Првата песна, која што ќе биде посветена за Бајрам, би биле стиховите Бајрам е најголем муслимански празник. Ангелите исто така се радуваат на него. Значи, вие продолжете понатаму да творите за секоја буква по 1 стих. Потоа, во песната посветена за Великден, јас исто така запишав 2 стихови во акростихот. Великден е најголем христијански празник, единствен кој со нетрпение се чека. А вие, драги ученици, исто така продолжите со творење за сите букви од акростихот за Великден. Како трета активност можете да направите илустрација според содржината на песните. Внесете креативност и оригиналност при ликовното изразување. Се надевам дека со задоволство ќе ги реализирате зададените активности. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам успешна работа.